Добар ден на ова издание на емисијата Напладне на Охрид Нјуз. 21 февруари беше денот на мајчиниот јазик, а токму тоа ќе биде темата во новата емисија на нашата Напладне. Блаже Коневски рекол: "Послушајте, македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и нашата татковина. Како куќа, како дом, како огниште." Нашите теми денеска се поврзани токму со ова пишана мисла на Блаже Коневски, дали ни е доволно го чуваме нашиот мајчин, македонскиот јазик, а наш гостин е познатиот поет, есеист и културен деец Славе Ѓорго Димовски. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Еве првото прашање е дали ние го чуваме како татковина нашиот мајчин, македонскиот јазик. Како прво морам да кажам дека ние сме говорители на мал јазик, македонскиот јазик, кој исто пак за жал се зборува само во територијата на политичкава Македонија, додека во поширокиот етнички дел е само на ниво на дијалекти, дури кај источниот и јужниот сосед е и законски забранет. Може би има во Албанија малку кај што се учи стандардниот јазик и на наши групи во Србија, Хрватска, Словенија. Тоа може да го кажам од лично искуство. Како јазик на мал број говорители, ние сме под онаа опасност на исчезнување на јазици. Според денешните лингвисти, проценката на јазици во светот се меѓу 6000 и 7000 јазици. Е земет како средна мера 6500, бидејќи не може да се избројат, кои што на половина од нив се заканува опасност од исчезнување. Тоа се јазици кои што се на мал број говорители како македонскиот јазик што е, но и на јазици кои што имаат статус на племе. Племиња има по Амазонија, по Африка, кои кај некои нема ни пишувани записи. Македонскиот јазик е јазик кој што од кога можам да кажам дека истовремено е најстар и најмлад јазик. Најстар јазик, бидејќи основата на сите словенски јазици или основата на старословенскиот јазик е баш од македонските подрачја. Тоа е оној јазик на кој што браќата Кирил и Методи ги превеле првите книги за богослужба, делови од Библијата, ја составиле глаголицата која што кај нас во Охрид има традиција до 12 век. А најмлад е бидејќи според стандардите на нациите, веќе нациите се создаваат во 19 век, е стандардизиран дури на 2 август 1944 година на првото заседание на АСНО. Но за овие 7-8 децении сепак на тој јазик е направена на огромна литература која веќе е широко признаена надвор во светот. Тоа што кажува? Тоа кажува дека тој вековен развој од 10 век до стандардизирање на јазикот, дека се зачувани најразлични форми на изразување кои што се нови откривања во уметничкото изразување на македонскиот јазик. Неоткриени форми, нови форми, има и некои специфични, ако зборувам за поезија, веќе јас сум поет, специфични ритми кои што се наоѓаат во народната песна. Најмногу тоа е она златна книга на браќата Миладиновци, каде што имаме форми кои што стихувани форми кои што сличат дури на некои најголеми поети светски што ги познаваме. Например, има народни песни, кај што имаме 16 терци, онакви како што имал и Хомер во својата Илијада. Го знаат ли граѓаните се тоа? Го знаат ли вистинското значење на нашиот богат македонски јазик? И пак ќе се навратиме на она што ве прашав на почеток, а тоа е дали го чуваме ние македонскиот јазик? Јас доаѓам од просвета. И можам слободно да кажам дека овие последни генерации, бидејќи во просвета сум скоро 4 децении, така што имам и некој соглед на тие 4 децении како се негува јазикот, како е денес. Денес јазикот страда на новата технологија, а тоа значи дека на некој начин и интересот кон читање книги е опаднат, и тоа многу е опаднат. Нечитање на книги тоа е проблем во чување на јазикот. Еден проблем е збогатување на вокабуларот, на лексичкиот вокабулар. Второ, користејќи ги овие социјални
мрежи, не се внимава никогаш како се изразуваме. Први тука не го користиме нашето уствено писмо, тоа е кирилицата. Так. Користиме латиница, кај што она латиница што ја нудат овие средства, е кај што немаме ние соодветни латинични знаци за наши гласови, така што некој збор се чита и чудно, не може да се прочита онака како што треба да се изговори, како што може да се запише со кирилица. Тоа е едниот проблем. Значи нечитањето и користењето на социјалните мрежи. Може исто така со жалење да кажам дека има и доста електронски гласила во Македонија кај што многу не се внимава на јазикот. Посебно е проблемот на синтаксата. Ние не знаеме македонската синтакса. На неја, јас како професор на неја посветувам внимание бидејќи македонската синтакса се развива во сите други јазични синтакси. Првиот ученикот некој размислува на англиски и тоа го преведува буквално на македонски, не внимавајќи на синтаксата и на тој начин тој веќе и го расипува јазикот. Другото беше прашање дали се доволно, дали се чува. Имајќи возможности во многу институции кај што треба да се почитува стандардниот јазик и таму не се почитуваат. Например, кај што имаме предавања, се изборуваат на дијалект. Важно е мене детето да ме разбери, а не е важно како ќе го пренесам. Значи, високо образована личност, академски граѓанин, не смее да се дозволи такво опуштање, бидејќи сепак тука секој е должен покрај она што го предава, што го пренесува, што ги пренесува знаењата на младите, да внимава и на сопствениот јазик. Така се чува јазикот. Во овој контекст исто можам да кажам дека ние имаме 7-8 децении стандарден јазик. Тоа што значи? Тоа значи дека требало од почеток да се почне со внесување навика на правилниот стандарден правоговор и правопис. Дори мислам јас како ученик во нижно оделение, дури во гимназија, дека доста се внимаваше на тој изговор. Посебно беа, например, и писмените работи. Сега прават ученици писмени работи кои што воопшто не внимаваат ниту на структурата на писмената работа, ниту на речениците. Едноставно, таа е чудна навика, дојдено е само да го кажам ова да е точно. А смислата на чување, на негување на јазикот не е важно нешто да го кажеш да е точно. Начинот е како ќе го кажеш, како ти ќе конструираш реченицата. Дали таа ќе е богата реченица, дали ќе е проста реченица или проширена, дали се кажува така сурово или треба не дека некој термин, некој поим, некоја знаење, некој свое чувство да го расшириш со различни видови на зборчиња. Да. Имаше некои истражувања кои што навистина покажува фрапантни податоци, нешто што е навистина тажно, а тоа е дека голем дел од младите не ја знаат доволно азбуката, не ја знаат целосно и дека најчесто го мешаат кириличното со латиничното писмо. Значи, употребуваат зборови на кирилица и на латиница. Сега, каде грешиме? Грешиме уште во школската возраст, во првите одделенија, кога се изучува македонскиот јазик, а со тоа нели азбуката во прво, второ одделение. И како доаѓаме до тој степен да не ја знаеме азбуката? Значи, јас доаѓам во средно училиште. Последните некои 13 години држав предавање само на матурантите, а минатата година си дозволив самиот да побарам прва година за да видам каква е состојбата. Тоа за мене беше една ситуација кај што самиот себе си не си верував, дури во еден момент да се праша што јас барам овдека или која е вредноста на мојата диплома. Доаѓаат ученици страшно неподковани, а обично имат држави кај што во основно образование се учи, например, правописот. Како што во прво, второ, трето се учише таблицата множење, не можеш ти во гимназија да учиш таблица множење, јас во гимназија да учам азбука. Или кај се пишува точка и заплика. Значи, не се внимава. На тие помлади возрасти се исклучоци, не се дека. Така. Но, уште по-трагично е што има забелешки на учебници. Во прво, второ, трето одделението, некој знам дека беа и пуштани по јавноста да се видат. Тие што ги создаваат учебниците катастрофално грешат во основни
граматички правила или правописни правила или во мешање на некои видови на зборови. Тоа беше страшна работа. Сега, во овој момент не бев подготвен, ќе донесем ви примери да се види што стои во учебниците и што се учи. Па сме гледали на социјалните мрежи кога се објавува. Так. Потоа има и некои, како се тоа што се класични историски податоци. Значи во основно образование се учи дека творец на кирилицата е Климент Охридски, што не е точно. Климент Охридски, а во гимназија се учи дека тој е зачувал традицијата на Кирил и Методи, односно глаголицата. Во Охридската книжна школа глаголицата се користи дури до крајот на 11 век или почетокот на 12 век. И сега децата доаѓаат со сознанија, а тоа го пишува во учебници, дека тој е творец на кирилицата, а во прва година се учи за Охридската книжна школа, ние овде кажуваме дека тој ја чува, ја почитува традицијата на Кирил и Методи на глаголицата и детето станува во некоја чудна состојба. Викат, што не учи овие, што кажуваат овие. Значи, пак е тоа проблем на Биро за развој на образованието, кај што не се усагласуваат податоци, не се што е не е во ред. Така. Изминатиот период многу се негира нашиот македонски јазик на едно политичко, меѓународно политичко ниво. Дали и самите допринесовме тоа да ни се случува? Нашиот источен сосед негирањето е постојано, не е само сега. Вакво бурно негирање негде е било 50-тите години. Баш тогаш Блаже Коневски со некои своји статии во одбрана на македонскиот јазик успел македонскиот јазик како млад литературен јазик да го наметне на европско или светско ниво, односно како стандарден јазик да си влезе во статистиките на славистичките науки. Сега пак сме сведоци дека тоа повторно се јавува, тој вамка што источните соседи викаат дека македонскиот јазик е дијалект на нивниот јазик. Не го кажам. Македонскиот јазик како стандарден јазик е составен на 3 дијалекти. Значи социјалекти тоа е. Значи велешкиот, прилепскиот и битолскиот. Според во статијата на Крстен Мисирков влегувал и охридскиот говор, но охридскиот подоцна е остранет заради тоа што има доста архаични форми од времето на Свети Климентовата школа. Значи кај нас се уште се чувствува една таа се согласна група штж, викаме межди, вежди. И има и други. Во охридскиот конкретен говор, варошкиот говор имаме полувокали кој што не е карактеристично за стандардниот македонски јазик. За народниот е карактеристично, но за стандардниот не. Така се тој социјалект е составен македонскиот литературен јазик. А штом веќе од социјалект е составен еден јазик и што има посебни белези, се разликува од друг јазик, тој веќе си е стандарден јазик. Значи не може да се нарече дека тоа е дијалект. Така. Кога е составено 3 дијалекти. Второ си има посебни карактеристични граматички црти кои што се разликуваат од тој јазик. Имаме ние на Балканов и уште поблиски јазици кои што се викаат посебно. Имаме хрватски, српски, на времето во Федерацијата беше наречен српско-хрватски јазик, зашто бидејќи имаше доста заеднички спојки. Сега се одделија. Многу се поблиски во нашиот и источниот јазик. Второ, се имаме нов јазик, црногорски јазик, така? Значи тоа исто е близоско-српскиот, но веќе во славистичката наука се води како посебен јазик. Тоа само кај нас не е дозволено. Така. Кога веќе ги спомнавте дијалектите, многу често се алармира и во таа насока дека ги губиме и дијалектите. Кој е вашиот став? Како да се зачуваат и треба ли секој да си го зборува својот дијалект? Во 4-та година во гимназија има една тема на македонски дијалекти. Станува тоа збор за оние дијалекти што се држат на етничка Македонија, не на политичка Македонија, кај што се учат посебно. Дијалектите се едно богатство на еден јазик, од повеќе аспекти, а најмногу од лексичко значење. Значи, мора да се почитува дијалектите. На факултет се учи посебен предмет дијалектологија. Но, кога станува збор за користење на стандардниот јазик, во зависност во која говорна форма, односно која функција, има неколку функции, имаме правна, политичка, литературна, уметничка, така, каде треба да се внимава каде ќе се користат. Значи во литературата ние го викаме македонскиот стандарден јазик и литературен јазик и мислам дека се можете единствена земја што
стандардниот и литературниот јазик ги поистоветуваме, но литературниот јазик и друг јазик. Во литературата слободно може да се користат и дијалекти, може да се користат архаизми, може да се користат историцизми, зависи што тема го работуваме и на кое време се обраќа таа тема. Ако пишуваме не роман за цар Самуил, ние мораме да најдеме изразни средства, тие се наоѓаат во диалектологијата, се наоѓаат во архаизмите, се наоѓаат во историцизмите, за да ни стане приказната поавтентична, односно колку што може писателот од еден аспект да го добри тоа време. Затоа тоа сето е едно огромно богатство на еден јазик, колку побогат се диалекти, колку повеќе има диалекти, колку повеќе се посветува внимание на диалектот, толку е побогат и јазикот. Но секој интелектуалец треба да разликува стандарден и од говорен јазик. Само за крај би сакала некаде на крајот сме на разговорот, уште еднаш да се вратиме на опасноста од изумирање на јазикот. Кажавте неколку фактори, кажавте како и да се спречи, но еве за крај еден апел да кажеме. Како да го спречиме да дојдеме до такво евентуално изумирање на јазикот? Во почетокот ја спомнав дека ние сме мал народ кој го говори македонскиот јазик. Така. Но и исто рекувам дека тие мали јазици, бидејќи имаме еден глобален јазик кој што јас го викам империалистички, тоа е англискиот јазик кој што се наметнува во секоја сфера, секаде. Дури имаме некои ова што спомнав и портали, пишуваат нешто или да на Google ги преведуваат или нека што имаш први немаш јасна реченица, а второ имаш изрази кои што некои може да се побиваат сами со себе, едно кажува тоа значењето на странскиот израз внесен во тоа и македонската смислена реченица што сака да се каже. Сепак нашиот јазик е стандардизиран, јазик е признаен, рековме, во сите славистички центри, само еден не е признат и имаме доста книги кои што се напишени на тој јазик, но опасноста е од негрижа во однос на користење на стандардизацијата на нашиот јазик. Например, Случките вечери на поезијата се еден најголем афирматор на тој јазик. Афирматор, велам дека клучните изданија, оние што ги има златните венци, се објавуваат на македонски јазик и на мајчиниот јазик на авторот кој подраче доаѓа, дури не дека имаме тројазични, имаме поети од Јужна Кореја, од Кина, од Јапонија, кај што веќе имаме три јазици, македонски, англиски како општ јазик и мајчиниот јазик од поетот кој што доаѓа. Значи тоа ние секогаш имаме компарација на тој јазик. Така што опасноста од тотално изумирање не може толку голема, колку што е опасноста од непочитување за правилно користење на македонскиот јазик. Да, А тоа се чувствува многу, мислам, во нашата популација македонска, како што не се посветува посебно внимание од една страна, од страната на образованието, кај што треба децата да се навикнат на користење на тој јазик, а од друга страна и од самите говорители кои што го менуваат на некој начин и многу Да, различно од она што е стандардното, нели? Апсолутно. Така. Со тоа што метнуваат некои сленгови кои што доаѓаат директно од другите јазици, прават некои чудни синтагми или фрази кои што не припаѓаат на природноста на нашиот јазик. Тоа е исто менување на самата структура на јазикот, јазичната структура. Макар што јазикот е жива материја, тоа се развива. Значи, јазикот се развива заедно и со нацијата. Први се народи со нацијата во сите погледи, културен, политички, економски, бидејќи сепак ние живееме во динамично време, кај што ден во ден се менуваат многу работи, техниката, науката оди напред, па мора така модернизацијата влијае, да. Се случува ли тоа и на други јазици? Се случува ли секаде? Па кај што има мали јазици како нашиот, се случува. Јас еднаш бев на една дебата околу јазикот како представник на Случки вечери во Нови Сад. Скоро истава тема истава тема беше слична тема, кај што влијаат од овие големи јазици, влијанијата и како жива материја, како што реков дека јазикот, дека сакаш некиш можеш да примиш, но како тоа ќе го вклопиш во мајчиниот јазик, за тоа да изгледа природно, а не како наметнато. Така, ви благодарам многу на сите овие одговори, информации и вашето гостување. Се дружиме повторно во следна прилика. Ви благодарам и вас.
Да се надеваме Идеме. дека ќе ја подигнеме свеста за значењето на нашиот мајчин јазик, да го чуваме се Свеста повеќе. за мајчиниот јазик само училиштето и друго ништо. Од забавиште па додека дојде до диплома или до магистратура или докторат. Тоа е свест, тука е свеста, друго место не. Ви благодарам уште еднаш. Исто јас ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со нашата емисија Напладне. Повторно се гледаме следниот понеделник. Довидување.